Денеска ексклузивно на Hype. Имаме чест да разговараме со една млада и талентирана пејачка. Со нас денес е Бони Китановска, девојката која ветува многу и која со својот талент и енергија остава силен впечаток. Денеска Бони ни одговори на многу прашања, поврзани со нејзината започната кариера, настапи и нови песни, кои што ги припрема во блиска иднина. Бони, добре дојде. Би сакала на почеток да те прашам како се чувствуваш вака за прв пат во Hype. Добро ве најдов и благодарам многу за поканата, се чувствувам прекрасно, баш ми е драго што сум тука. Можеш ли да ни кажеш нешто повеќе за себе и како започна да се занимаваш со музика? Па, јас се занимавам веќе долго време со музика, повеќе од 10 години, по професионално околу 6 години. Како почнав да се занимавам со музика, па уште од многу мала, околу имав 16 години, јас почнав прво со гитара, почнав прво да свирам на гитара, одев на часови, вежбав, но потоа сватив, мислам заедно со нели пеев, но потоа сватив дека пеењето е за мене, дека не сум туку по инструментите и се фокусирав повеќе на пеењето. Исто така тој период и почнав да пишувам песни. Бидејќи сум кантавтор, сама пишувам песни и така уствари почна целиот тој процес на креирање на музика и на пеење. Одлично. Кој беше моментот кога реши дека сакаш да станеш пејачка? Па, од секогаш сум сакала музиката, од секогаш ми било нешто многу драго во животот. Во сите моменти, во добри и во лоши, секогаш тука била музиката и никако што помала, пак ќе кажам, така природно ми дојде да пеам, да пишувам. Сите мои емоции што ги имав, особено во тој период на пубертет, да кажеме, ги пренасочив во творење на музика. Тогаш почнав фактички моите први почетоци со пишување беа на 17-18 години. Почнав да правам R&B песни на англиски јазик, но потоа се запознав и со наши македонски продуценти, изведувачи и решив да продолжам на македонски јазик да пишувам. Кој ти беше најголема поддршка на почетокот? Па искрено, најголема поддршка сум си била самата јас на себе, бидејќи навистина и уште ги имам тие препреки, не е лесен тој пат да правиш музика и да успееш во тоа, навистина е тежок подвиг еден. Но тука имало сепак и доста луѓе што биле околу мене, на кои што им се допаѓала мојата музика, на продуцентите со кои што сум работела, пријатели што им се допаѓала музиката, така да сите тие луѓе околу мене што биле една поддршка на некој начин за сите нивни позитивни коментари и ми давале како елан да продолжам да творам понатаму и да правам музика. Која од твоите песни ти е најпосебна и зошто? Искрено не можам да одвоам една песна. Секоја песна за себе си има некоја важност во мојот живот. Во одреден период сум ја напишала кога нешто сум чувствувала. Но може да кажем песната Знам, која ми е последна објавена пред 4 месеци. Моментално се врти на нашите радија, беше топ 5 на Антена 5 и навистина некако таа песна ми е драга, бидејќи навистина вложив многу емоции во нејза, додека работев, додека ја снимав и се покажа тоа, луѓето им се допадна некако највеќе до сега од сите песни. Така да и да можам песната Знам да издвојам како една од поомилените. Со кои пејачи би сакала да соработуваш во иднина? Кога станува збор за соработки, навистина би сакала да соработувам со повеќе артисти од нашава држава и надвор од државата. Музиката спојува, музиката е нешто преубаво и навистина сакам да го, ако би имала шанса, бидејќи до сега сум немала дует, да имам со некој од артистите или кај нас или надвор, за да можеме нели да направиме нешто заедничко, а тоа и така нас би било од секогаш, во секој интервју го спомнувам Слаткар, навистина сум израснала со неговата музика, го почитувам премногу, направи цела револуција во R&B, нели рап музиката и би сакала со него да имам дует, исто така и со некој од нели поновите артисти што се афирмирани на сцената. Да кажем, Пајак ми се допаѓа навистина многу неговиот стил. Два Бона се супер, од женските артисти. Не знам, има навистина многу артисти
и пејачки што ми се допаѓаат. Еве веќе додека сме кај артистите, кој ти е најдобар, а кој најлош на македонската сцена? Ова е малку баш како да кажам чекакливо прашање. Па зависи сега од кој за кој жанр разборуваме, за во поп сцената, на трап сцената, Целата македонска сцена, не е битно од кој жанр. Не знам, стварно. Искрено, сите ние се бориме под ова некоја музичко небо за простор, за да можеме да си ги скажеме своите емоции, своите таленти, своите музички знаења и да се експресираме. И некако би било нефер да омаловажам некого, но ако морам да изберам, ева, не знам, од трап сцената да кажеме. Ајде да кажи. Кој ти е најлош? Може првен кој ти е најлош, а после да одбереш за најдобар. Па најлош, ева, искрено пак ја кажам. Не знам чека дали да го кажам, но да ќе биде хаос. Кажи го, ајде. Кажи. Според тебе е. Па ева, не можам да кажам најлош, ама никој што е поголем дел од песните не ми се допаѓаат, може да кажам дека е Таско. Бидејќи стилот негов некако не ми е својствен за моите стандарди, моите музички афинитети. Но сепак тој си е супер, си има супер песни, сакам да кажам, и повеќето од неговите песни како не ми се мој вкус, он е како да е супер артист. А дали лично се знаете со Таско? Па да, имаме разговарано неколку наврати. Што би сакала публиката да знае за тебе, а ретко ти го имаш споделено со јавноста? Што можам да кажам, па искрено не сакам многу да зборувам за себе, ама ете нешто што можеби не го знае дека сум интровертна личност, а тоа малку се коси со оваа професија. За да успешен во оваа професија мора да си малку поекстровертен, да си малку по-нападен, убедлив, а јас некако сум малку поповличена и тоа некако ми правило пречки до сега во работам на тоа континуирано, да го сменам. Ама ете, природно сум поинтровертна, позатворена личност и преемотивна. Ете, можеби тоа е нешто што не го знаат. Какво е чувството да се биде на сцена? Колку често и каде настапуваш? Па јас веќе подолго време настапувам, скоро континуирано 6 години. Настапувам во Македонија, надвор од Македонија, ете последен настап ми беше во Германија, во Фуда. Прекрасно си поминавме. Прекрасно е да се биде на сцена. Секој артист, секој музичар тоа го има почувствувано и го знае дека инаш ако застанеш на таа сцена, кога ќе усетиш енергијата на публиката, тоа нешто незаменливо и сакаш повторно да се конектираш со публиката, дали пееш кавери или своја музика, или подобро е своја музика, но сепак и кавери, без разлика, има преубави песни што може да се испати, да се со нив се конектираш со публиката. Прекрасно е чувството, настапуваме скоро секој викенд, со одредени паузи, бидејќи со друго се занимавам, не се занимавам само со музика периодов. Би сакала тоа да ми биде единствена професија, но сега е таква ситуацијата. Така да јас сум од бенд настапувам, па ќе кажем, највеќе во Македонија периодов, Скопје, надвор од Скопје. Дали имаш некои нови планови, нова песна во блиска идеја и дали може да ни откриеш нешто во врска со тоа? Да, моментално работам на нова песна, поточно на повеќе нови песни, една на македонски јазик и една на српски јазик. Таа на српски јазик е нешто многу поразлично од мене, што до сега го немате видено. Публиката го нема видено, бидејќи до сега си сум правила песни што се поемотивни, љубовни, R&B, таков некој помеланхоличен призвук, но оваа песна е сосема нешто поразлично, нешто по-брз ритам, малку поегоистична, каде што се стакнува тука на женско его, а претходно, пак ја кажам, сосема обратно сум работела кога станува збор за песните мои. Оваа песна некако многу спонтано дојде до мене, значи за тоа се заслужни браќата Арџик. Они имаат направено и како да кажам, тоа беше баш многу интересен момент, каде што Давор ми прати неколку нивни сработени песни и баш ова кога ја слушнав
Одма кажав да на песната, значи почнавме да работиме. Навистина се едни преталентирани дечки кои си газат на сцената, значи како кај нас, така и надвор од државата. И јас сум многу благодарна стварно за оваа соработка. Исто така и маестро Андреј Ник, што исто го направи на аранжманот, заедно е сработена песната со нив. Се надеваме дека ќе ви се допадне на вас како што нас не се допаѓа. Благодарам премногу за искрените одговори. Секако ви благодарам многу за поканата и се гледаме на една прилика.